Приказните на мама Ана. Приказните на мама Ана се приказни за добра ноќ. Нивната намена е да дејствуваат приспивно и да им помагаат на децата побрзо и полесно да заспиваат. Важно предупредување. Не пуштајте ги приказните додека сте во возило, затоа што можат приспивно да влијаат и врз возачот. Даро не сака да спие. Колку ми се спие. Што ќе читаме вечерва, мамо? Вечерва ќе ја читаме приказната Даро не сака да спие. Во оазата на диносаурусите денот полека се ближеше кон својот крај. Сонцето зајде и небото се прелеваше во прекрасни портокалови и црвени нијанси. Тогаш родителите диносауруси почнаа да ги викаат своите малечки, кои играа на една ливада, да дојдат дома. Време беше за вечера и потоа за спиење. И така еден по еден, сите мали диносауруси си тргнаа на кај дома. Замина и малиот трицератопс, и малиот стегосаурус, и принцезата Тирекс, дури и палавиот птеранодонко одлета во своето гнездо на највисокото дрво во оазата. Само Даро не сакаше да си оди дома, иако мораше да признае и тој беше веќе изморен. Не му беше ни сеедно што остана сам на ливадата. Сите си заминаа, па сега немаше со кого да се игра. Ке си играм сам, тврдоглаво помисли Даро и длабоко се продзевна. Во тој миг дојде неговата мајка, која како и секоја друга мајка милно го повика да појдат дома. За вечера имаше топла чорбичка од алоe и коријандер, а за десерт пудинг од манго, а потоа тука беше и мекото креветче. Но Даро не сакаше да си оди, нему му беше убаво тука, на ливадата. Ако му се приспие, ќе си легне на тревата и ќе си ги гледат звездите што трепкаа и месечината која полека пловеше по небото. Даро дури легна на тревата, но таа беше влажна и не беше многу пријатна за лежење, па мораше да стане. Веќе почна да се стемнува. Ајде, Даро, рече мајка му, да одиме дома да спиеме. Но Даро не сакаше ни да слушне, иако мораше да признае веќе му тежеа капаците и очите како да му се затвораа. Тогаш се појавија и ѕвездите, а и месечината се крена над оазата. Кога го видоа Даро, ѕвездите почнаа да шепотат, раскажувајќи за малиот диносаурус што не сакаше да спие. Да си одиме, Даро, повторно рече мајка му, стрплива како прастар диносаурус. Во мигот, кога Даро посака да каже не, дувна студено северно ветре. Даро се наежи. На ливадата веќе не беше толку пријатно за седење. Па, малку неволно, Даро тргна по мајка си на кај дома. Нема да спијам, си мислеше. Ке вечерам, а потоа ќе си играм со мојата камена топка. Иако мораше да признае, веќе беше премногу изморен за да игра со топка. На половина пат Даро застана. Тој виде една мала светулка како летка меѓу дрвјата, па реши да ја фати и да ја однесе дома. Потрча малку по неа, па застана. Мораше да признае, веќе му тежеа нозете, и опашката, и главата. Навистина, нему всушност многу му се спиеше. Но не го кажа тоа. Молчеше и одеше по патот. Беа блиску до дома, кога Даро повторно застана. Ги слушна шапчињата во барата како крекаат, па посака да појде кај нив. Тргна, па се премисли. Веќе му студеше и сакаше да се пикне под дебелиот топол лист што го користеше како прекривка. Сакаше и да ја стави главата на својата мека перница од мов. Речи си, пред да втасаа дома,
Даро седна на тревата. Не сакаше веќе да оди никаде. Не сакаше ништо. Всушност, беше толку изморен што не можеше да размислува како што треба. Тогаш неговата мајка му рече: Даро, тебе многу ти се спие, нели? Не, одговори Даро. Иако мораше да признае, да, нему многу му се спиеше. Даро, рече мајка му, дали сакаш да те кренам и да те однесам во креветот? Даро молчеше. Веќе беше толку изморен што не можеше да одговори. Во еден миг само го крена неговиот сонлив поглед кон мајка си и прошепоти едно да. И така Даро призна дека му се спие, а неговата мајка го крена на грбот и го однесе дома, во неговото убаво кревече од мов под големата врба. Даро ја спушти главата на перницата, а мајка му го покри со големиот, дебел, топол, мек лист. Еве вака. Тој дури не успеа ни да вечера, толку многу му се спиеше. А кога заспа, сонуваше илјадници светулки како летаат околу него, длабоко во тивката заспана оаза. Биби заспа, а и мене ми се приспа. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ, деца.